Добар ден, драги ученици, и добре дојдовте во денешната училница. Јас сум Катерина Андонова, одделенски наставник во второ одделение од Основното училиште Страшо Пинџур во Карвинци. Во денешната училница, заедно со вас, ќе обработиме наставната содржина по математика, мерење маса во грамови и во килограми. Целите на часот се да научите да мерите и пресметувате маса користејќи ги соодветните стандардни единици и инструменти за мерење, да умеете да споредувате маса користејќи ги стандардните единици грам и килограм, да умеете да направите разумна проценка за одговор на една задача и да дадете своје мислење дали некој одговор е разумен, да го користите знаењето за решавање на проблеми и загадки и усно да умеете да го објасните начинот на решавање и размислување. Најпрво ќе погледнеме неколку илустрации за мерење на маса или тежина. Овде гледаме дека на оваа вага со помош на тег се мери компир. На оваа вага се мери банана. Дали само овошјето и зеленчукот може да ги мериме? Се разбира дека не. Овде гледаме дека може да мериме ореви, лешници, бадеми, кикирики и така натаму. Може да мериме брашно и шеќерот можеме да го измериме. Кафето секако исто може да го измериме, а можеме да измериме и нашата телесна тежина или маса. Мерење на маса со стандардни единици мерки. При проценка и споредување на маса или тежина на одреден предмет, ние можеме да кажеме дали еден предмет е потежок или полесен од друг предмет. За да измериме точно колку е масата на даден предмет, ги користиме мерките за маса, грам и килограм. Мерката грам ја користиме кога мериме мала маса на предмет, а килограм за поголема маса. Грам и килограм во математиката се бележат кратко со латиничните букви Г латинична мала буква за грам и К и Г за килограм. 1 грам е отприлика тежината или масата на оваа спојувалка. Кои се инструментите за мерење на тежина? Точно тоа е вагата. Сега ќе погледнеме повеќе илустрации од различни ваги кои се користеле поодамна, ваги кои се користат во денешно време или дигитални ваги. За да мериме со оваа вага, потребни ни се тегови. На едната страна на тасот го ставаме тоа што сакаме да го измериме, а на другата страна се ставаат теговите и имаме тег од 1 килограм, овде представено 500 грама или половина килограм, 250 грама, 100 грама, 50 грама, 10, 5 и 1 грам. И оваа вага е постара вага и таа мери со мали текчиња кои што треба да се постават да биде во рамнотежа за да ја измериме точната тежина. Оваа вага се користи на пазар за мерење на овошје и зеленчук. Оваа вага е вага која што имате сите дома и ја користат вашите мајки за мерење на продукти кога готват нешто. Оваа вага е вага за која се потребни исто така тегови. Оваа вага е за мерење на нашата телесна маса. Ова е кантар кој што служи за мерење на поголема тежина. Дигитален кантар. Ова е вага која гледаме сите во маркетите или на пазар. Таа е дигитална и служи за мерење на тежина на овошје, зеленчук или други производи кои ги купуваме. Ова е дигитална вага за мерење на телесна маса. Вага за мерење на злато во продавници за накит. И ова е една дигитална вага за мерење на поголема маса, пример вреќи, брашно, компир и така натаму. Да се обидиме сега ние да мериме, да споредиме и да процениме. На оваа дигитална вага гледаме колку е отприлика маса од 100 грама ориз. Значи, овие слики се да имате представа вие колку е отприлика маса од 100 грама.
Ова е прилика 100 грама бадеми. Ова е маса од 105 грама на јагоди. Гледаме маса од околу 100 грама на брашно. Овде имаме повеќе од 100 грама и стрелката ни покажува точно 400 грама. Овде гледаме дека е ова од прилика маса од 500 грама. Рибата тежи 600 грама. Грозјето тежи 400 грама. Оваа вага ни покажува повеќе од 100 грама или половина килограм. Оваа вага ни покажува точно 1 килограм. Оваа вага ни покажува 1 килограм компир. Значи, гледаме колкава количина компир ни треба за да направат 1 килограм. Вагата покажува 1 килограм моркови. Оваа вага покажува 1 килограм банани. Значи, од прилика 4 банани можат да направат 1 килограм. На оваа вага гледаме, тоа со тегови, и теговите ни покажуваат маса од 5 килограми и таа е во рамнотежа, што значи дека лубеницата тежи 5 килограми. Оризот тежи 2 килограми. Лубеницата тежи 3 килограми и 500 грама. Значи, овие ваги гледаме од прилика колку е масата на 1 или повеќе килограми. Да споредиме. На оваа илустрација гледаме две кесички со ориз. Едната е од прилика 100 грама, а другата кесичка има маса од 500 грама или половина килограм. На овие две ваги имаме банани, но споредуваме дека на првата или сината вага има помала маса бананите, додека на другата вага бананите имаат поголема маса. Овде гледаме неколку животни кои што се мерат на вага за мерење на телесна маса и можеме од око да процениме кое животно е потешко или полесно. Мачето и кучето се полесни, мечката е потешка, а слонот е најтешок. На оваа вага да видиме што е потешко. Јагодите или грозјето. Точно така, вагата е во рамнотежа, што значи исто тежина или маса имаат и јагодите и грозјето. Сега малку да решаваме задачи, затоа земете тетрадка, моливче и гума. Прва задача, нацртај ги предметите на вагата. Внимавај кој е потежок, а кој е полесен. Ја разгледуваме илустрацијата и гледаме дека под А имаме да нацртаме на вагата лубеница и слива. Каде ќе ја нацртате лубеницата, а каде сливата? Се разбира дека е така. Значи, потешкиот предмет секогаш стои на долниот дел. Тој што е повисоко е полесен. Значи, лубеницата ќе оди во десниот квадрат, а сливата во левиот. Под Б имаме петел и едно јагне. Што е потешко? Јагнето е потешко од петелот и тоа ќе стои во долниот дел на вагата. Што гледаме под В? Една топка и една фока. Фоката е потешка, ќе ја сместите во долниот дел на вагата. На следната гледаме еден рак и една пчелка. Пчелката е полесна, таа ќе оди во горниот дел на вагата или во горното квадратче. Така, ученици. Втора задача. Избери го точниот одговор за секој од предметите. Обој го квадратчето. Убаво ќе ги разгледате илустрациите и тогаш ќе обоите. Гледаме најпрво една патика. Проценувате дали таа тежи повеќе од 1 кг или помалку од 1 кг. Помалку од 1 кг. Тиквата повеќе од 3 кг или помалку од 3 кг. Помалку од 3 кг. Тортата повеќе од 2 кг или помалку од
2 кг. Помалку од 2 кг, точно. Колачето повеќе од 1 кг или помалку од 1 кг? Точно така, колачето тежи помалку од 1 кг. Лубеницата повеќе од 5 кг или помалку од 5 кг? Па да, лубеницата може да тежи и повеќе од 5 кг. Корпата со овошје повеќе од 1 кг или помалку од 1 кг? Па корпата, бидејќи има многу овошје, ќе тежи секако повеќе од 1 кг. Трета задача, прочете од вагата и запиши ја масата на продуктите што ја покажува секоја вага. Гледаме неколку ваги и вие треба во вашите тетрадки да запишете колку тежи, колку маса покажува секоја вага. Под А вагата покажува дека лубеницата има 9 кг. Под Б колку килограми имаме морков? Точно, 1 кг. Под В имаме многу круши. Колку килограми се тоа? 2 кг. Под Г имаме брокула. Колку тежи таа? 1 кг. И под Д имаме 3 ананаси кои тежат заедно 3 кг. Да го искористите вашето знаење за решавање на проблеми и загадки. Ана била на пазар и купила 2 кг банани, 5 кг јаболки и 3 кг круши. Колку вкупно овошје купила Ана? Како ќе пронајдеме колку? Кога ќе го собереме овошјето што го купила. 2 кг банани плюс 5 кг јаболки плюс 3 кг круши, тоа е вкупно 10 кг овошје. Запишуваме одговор, Ана купила вкупно 10 кг овошје. Пета задача, Аце е тежок 35 кг. Јане е 7 кг потежок од Аце. Колку килограми има Јане? Ако Аце е тежок 35, тогаш килограмите за кој е потежок Јане ќе ги додадеме и ќе добиеме масата на Јане. Јане има 42 килограми. Значи задачата ја решаваме со собирање. За домашна работа имате една проблем задача. Марија отишла на пазар и купила 5 кг јаболки, 2 кг банани, 1 кг лимони, 2 кг спанаќ, 10 кг компири. Колку килограми овошје и зеленчук купила Марија? Оваа задача ќе ја решите во вашите тетрадки за домашна работа. И втора задача, нацртај ја стрелката на вагата според масата на секоја од вреќите. Имате ваги со вреќи на кои е представено одредена маса, а вие треба да ја нацртате стрелката како во првиот пример, која што покажува вреќата е со 6 кг и стрелката покажува кон бројот 6. Истото треба да го направите со останатите ваги. Ви благодарам за вашето внимание, до гледање до следното видување и посакувам пријатна и успешна работа.